Поширокиот етнички предел река го зафаќа крајниот западен, северозападен дел на Република Македонија. Се дели на три предели – Горна река, Долна река и Мала река. Горна река го опфаќа горниот дел од сливното подрачје на реката Радика до Бошков мост на југ. Областа е типично планинска, обкружена со високи и тешко проводни планини, со силно манифестирана географска изолација. Горна река со своите некогаш 22, а денес 17 села представува изразито лимфотрофно подрачје кое се граничи од северната страна со Гораните, од западната со Пишкопејците, од источната со Мавровците и горноположаните, а од јужната со Бијаците. Сите тие, иако живеат заедно на поширокиот, но територијално релативно мал простор, успеале да ја сочуваат својата етничка и културна индивидуалност до денеска. Во таа смисла Горна река представува така наречен етнички тромб, зона со специфично окружување каде што се допираат различни култури, вери и јазик. Сепак, живеејќи во едно такво окружување, сосема е разбирливо меѓусебното влијание во сите сфери на човековото опстојување во пределот. Северните и североисточните гранични делови на Горна река се представени со Враца како дел од планинскиот масив на Шарпланина, односно нејзиниот огранок Ничпурска планина, попознат како Лера. Северозападната и западната граница на областа во целост е представена со Корабскиот планински масив, со голем кораб, а најниската точка помеѓу Корабскиот планински масив и Шарпланина, преку кој Горна река комуницира на север со етнографскиот предел Гора, се наоѓа на надморска височина од 1920 метри. Преку овој превал, кој се наоѓа помеѓу врвовите Попова шапка и Црнкаменската кула, е најпогодната комуникацијска врска помеѓу Штировица, крајното северно село во пределот Горна река и Растелица во пределот Гора. Јужната граница на Горна река од десната долинска страна на реката Радика е помеѓу селата Врбјани во Горна река и Жировница Долна река, представена со еден од напоредничките ограноци на планината Кораб. Источниот дел од јужната граница, односно од левата долинска страна на реката Радика, во целост припаѓа на планината Бистра. Вака ограничена областа Горна река опфаќа површина од околу 358 километри квадратни. На овој изразито планински простор се наоѓаат следните населени места: Беличица, Бибај, Богдево, Бродец, Волковија, Врбен, Врбјани, Грекај, Жужње, Кичиница, Кракорница, Нивишта, Нистрово, Ничпур, Рибница, Сенце, Тануше, како и раселените Реч, Стрезимир, Трница и Штировица. Општина Маврово Ростуше е општина која што се наоѓа во најзападниот дел на Република Македонија. Значи, граничи со општина Гостивар, општина Кичево и Дебар. Зафаќа територија од 683 километри квадратни. Има 42 населени места, од кои што барем 15 се со активно население, додека другите се викенд населби или пак има по некој жител. Би сакал да спомнам дека општината изобилува со мощно природно и културно наследство, пред се и од самиот факт што 93% од самата општина представува и национален парк Маврово. Значи, дури еден од можеби поредките паркови кои што е со доста активно население. Основните истражувања во овој предел се направени во периодот пред Втората светска војна од страна на неколкумина истражувачи, како што се Риста Т. Николич, Тома Смилјанич, Васил Камчов, Душан Неделјковиќ, Јован Цвијич,
Миленко Филиповиќ и други. По војната, повторно од областа на антропогеографијата, корисни информации добиваме и од Јован Трифуновски. Самата Горна река е исклучиво изолиран простор. Значи, знаете како се дели реканскиот простор, Горна, Долна и Мала река. Сите три етнографски простори, подпредели во реканскиот предел, се исклучиво познати, исклучиво во етнолошка насока сочувани, конзервирани, популарни и различни предели. Значи, знаете, во Долна, во Мала река живее мијаците и од двете вероисповести. Едните се мијачка група која е православни христијани, другите се исто така мијачка група со подалечно потекло кои се муслимани. И во Горна река живее специфично население кое е различито од овие две групи. Самата Горна река е обкружена и со уште неколку помали подпредели, да речеме Горни Полак. И како многу важен подпредел во овој простор е Мавровско, кое има исклучиво блиска комуникација со горнореканското население и кое во многу сегменти од културата имаат заедничка култура. Значи, немаат горнореканците култура која е поблиска до Долна река или до Мала река, туку напротив до Маврово, до Мавровско поле, до некогашното Мавровско поле, значи три села, Маврово, Леуново и Никифорово се дел од тоа Мавровско поле. И тоа се гледа во многу сегменти, особено од таа социјална духовна култура, кога брачните врски горнореканци, ако не ги исклучуваат со припадници на население од своите села, од горнореканските села, тогаш тоа го прават со мавровските села. Значи, земаат невести од таму или на тој начин ги исклучуваат брачните врски, што покажува една традицијска близина помеѓу населението од овие два подпредели. Првите податоци за населеноста на Горна река ги добиваме од турските дефтери од 15 век. Иако во овие извори нема директни податоци за етничкиот состав на населението, сепак индиректно може да се дознае за какво население се работи. Во таа смисла, познат е словенско-македонскиот етнички елемент на денешната територија на Западна Македонија, а со тоа и на Горна река. Така вилајатот река, односно заметот река, според пописот на месец Шабан 831 година по хиџра, март 1467 година, бил во посет на Караџазбег. Забележаните села, без разлика дали се населени или не, биле хасови на споменатиот бег, кој истовремено бил и субашија во вилајатот река. Во рамките на Горна река имало 18 села, од кои 15 биле населени и 3 ненаселени. Така селото Врбјани било најголемо со 16 семејства, селото Штировици имало 11 семејства, Рибница 10, Врбен 9, селата Ничпур и Нистрово по 8 семејства, Волковије 6, Стрезимир и Жужње по 5 семејства, Бродеци и Рибница, село кое денес не постои, по 4 и Кракорница со 3 семејства. Селата Беличица, Кичиница и Лесково, денес не постои, не биле населени, додека селата Нивишта, Бибај, Грека и Реч и Тануше воопшто не се регистрирани ниту како топоними. Освен овие информации од овој пописен дефтер, може да се види дека во овој период, освен христијанско население, немало друго. Оде ги гледаме пак во село Нистрово се наоѓаме од левата страна на црквата, што значи дека ова се гробиште на семејство, односно на фамилија од поп, значи попска фамилија. Тука се татко ми, мајка ми, брат имам, сестра имам чичковци овдека и така. Значи, се тоа семејство Јовановски, Лозана, поп Тодор и така.
Еве се наоѓаме кај гробот во село Нистру на поп Тодор, роден брат на Јосиф Багери. Сите православни обележја ги има гробот, црквата, така да има ли смисло некој да зборува друго нешто за Јосиф Багери, за нашето семејство, за нашата фамилија. Све е тука на виделина. Нека се срамат, ја би рекол, тие луѓе што зборуваат било што. Тука сме ние, тука се фактите. Јас сум правнук на овие луѓе. Македонци од почеток до крај, што би се рекло, од почеток на лозата, па се надевам до крај, додека постои. Населението во етничкиот предел Горна река денес е населено во 15 населени места, додека 6 села во различити временски периоди потполно се разрушени и раселени. Станува збор за релативно мали села, некои само со неколку жители и тоа главно припадници на албанскиот етнос кои уште живеат во овој простор. Чичко Кафур, еве овдека се наоѓаме во селово Зужне. Ајде вака да ни кажеш селово Зужне, колку куќи имало порано, колку жители имало порано и што луѓето живеа овде? Па ние живеевме со стока овде, највише со стока и нешто правивме со гурбет. Така? Живеевме овде, ја памтим до 25 куќи. Може ли вака да ни кажеш кој беа овдека, како се вика луѓето по овај фамилиите кои што живеа порано? По Копсија прво ми беше овој Османи Неби, Зуфери Сефер, Дурмиси Милаим беше исто фамилија наша беше. Крстеј, овај татко на Санде што беше директор. Несте и една стара. Како беше живото на времето за Бајрам, за Спасен, за Великден? За Бајрам, за све не деливме ништо ни. Кој имаме тие празници, ми одивме кај ние. Тие кој имавме ние, тие дојдали кај нас. Немавме никаква делба. Враќајќи се од кораб, кога пристигнав блиско до селото, ме фати невреме со мои другари, со до тројца другари и немаме кај да, пошто невремето баш тука не фати, се склониме во црквата. Кога влемаме во црквата, вратата беше отворена, погледнав горе, кровот беше скоро пола кров паднат. Во тој момент се сетив, бидејќи немаше луѓе никој во селото овдека, го повикав Перо од Нистрово, презиме не можам да се сетам сега, Абас и Ганија. И сите се собраме така, идната недела ги повикаме, го повикаме попот од Гостиар, попот Аце и сите дојдоме тука на терен. 96 година се презема за преку зиме, пошто беше есено време тоа, презема мештаните од селото и христијани и муслимани презема купија најлон, со греди сечени од шумата горе и го обезбедија кровот да не падне црквата. 97-98 година самите мештани од Нистрово и од Жужње презема акција и ја возобновија црквата, како што ја гледате денеска во вакво стање, во ваква состојба е и служи на сите. Поголема концентрација на македонското горнореканско население се задржала само во селото Врбен, но во сите други има само по неколку семејства, најчесто по возрастни луѓе. Некои од нив имаат куќи во кои престојуваат во текот на летните месеци, додека другиот дел од годината живеат во Гостивар и во Скопје. Јас сум Гоце Трпковски, по потекло по мајка од село Врбен, по татко од Горнолистичко Скопје. Меѓутоа е тука, значи Господ сакаше да се повратам, односно да направам и моја куќа, семена куќа, семен објект. Секој македонец кој што си сака својата држава,
својот роден крај или крајот на кај што потекнуваат неговите родители, нормално радоста, среќата, убавините, едноставно душата ти исполно кога ќе видиш стари знаменитости, нашите цркви, нашите манастири, нашите традиции, како што се Водици, Божиќ, Великден и така натаму, кој што никош не изумре и во време на комунизмот, значи сите македонци од овој крај го славеа Водици и ден денеска, значи таа традиција е продолжена. Народот, убавините, туризмот, нема што не е овде што не е добро, значи нема што фали нешто на оваа територија. Дал Господ и предал, што би рекли. Фала му на Бога. Возрастните горнореканци, речиси без исклучок, го знаат своето подалешно потекло според раскажувањата кои ги има слушано од своите родители или дедовци. Преданијата кои кажуваат без оглед од кое горнореканско село е информаторот, речиси и да не се разликуваат едно од друго. Населението е многу поврзано меѓу себе со систем на роднински брачни врски, така што преданијата се пренесувале од едно во друго село непречено. Целиот предел има иста етничка историја, последена со помали или поголеми миграции од еден во друг соседен предел или соседно село во истиот предел. Речиси, сите горнореканци живееле како во едно поголемо село. Верувајте ми, македонски народе, кога доаѓам овдека, срцето ми се радuje. Кога заминувам со голема тага. Сакам мојата куќа да опстане уште 100 години, макар и више, да моите внуци и правнуци дочекат и да видат овдека, да идат со радост и да ги одржат нашите македонски традиции. Во однос на најдобро сочувани преданија помеѓу населението од Горна река, секако спаѓаат преданијата за потеклото на населението од селата Богдево, Кракорница и Нујчпур од една страна и за населението од селото Бродец од друга. Јас сум Славко Џиновски. Се наоѓаме пред црквата, Македонска црква Свети Никола, село Бродец. Иначе роден сум одовде, од фамилија Џиновски. Максим, татко Максим. Колку куќи имало селото порано, колку жители? Селото, ја као памтам као дете, имало над 50 што живеле овде. После се селиле, каде Скопје, каде Петрова, каде Гостивар. Сите горнореканци ова население го врзуваат за простори во денешна Црна Гора, односно за население со подалешно потекло од Брод, во етничкиот предел Гора во Косово. Имено прво населено семејство било од родот на фамилијата Иванковиќ, кои во потрага по подобри пасишта се иселиле од Брод и дошле во Бродец со големи стада овци. Богдевци, Кракорчени и Ничпурци имаат зачувано предание дека селата ги основале тројца браќа – Боге, Крако и Нико, кои се од татко со потекло некаде од Црна Гора од Колашин. Според сеќавањата на денешните Кракорчани и фамилијата на Кросовци, во Кракорница исто така има предание за подалечното потекло од Црна Гора. Јас се викам Јагода, родена сум у Сенце. Татко ми беше Бранко, мајка Ружа. Ние бевме 5 деца. Од кое село е мајка ти? Мајка ми од Врбен. Овдека во селово доаѓаш често пати? Често пати доаѓам, ми се иде, се го сакам селото, мажена сум за кучкоец. Доаѓа ли домаќиното твој овдека во селово овде? Доаѓат кога сакат. Не го влечем него за вамо, мене ме влечет. Еве Ајде чашо. така. Ајде. Ајде. Ајде за убаво. Ајде добро ни дојавте. Добро, најдам. За убаво да се видиме. Господ нека да ја убави. Амин. Со навлегувањето на турците османлии помеѓу балканските христијанизирани народи навлегува и една доттогаш непозната религија исламот. Со сосема поинаква идеологија и култура. Самите верски односи биле сфера на големи содрувања помеѓу христијанското население од една страна и турското муслиманско од друга. Бидејќи исламот истовремено бил државна религија на владеачата класа, немуслиманите на него повеќе гледале како на државно и феудално поробувачко владење, отколку како на теолошка мисла и идеја.
Дури и првите верски судири честопати имале класен карактер, но и обратно. Целата Дебарско-реканска етнографска област до пред доаѓањето на турската османличка војска била област со православно-христијанска религија измешана со многу остатоци од верувањата кои биле присутни во предхристијанскиот период. Во овие предели кои припаѓале на Дебарската епархија, долго време се негувал црковно-словенскиот јазик. За горнореканци, Бигорскиот манастир бил најголемото средиште каде за секој поголем празник се одело. Во него цели 22 години и ги уменувал Јоаким од селото Бибај. Во најстариот поменик на Бигорскиот манастир, пишуван во последната третина на 18 век, се спомнуваат 12 населени места од Горна река. Бројот на горнореканци кои се впишани во редот на благопоклониците на манастирот во однос на останатите реканци е навистина голем. Најмногу ги има од Врбен 62, Грекај 53, Беличица 42, Нистрово 33, Рибница 32, Жужње 19, Стрезимир 10. Ако се има предвид релативно малиот број на население кое ги населувало овие села, тогаш се работи за навистина голем број на дарители. На празникот одсекување на главата на Свети Јован Крстител, кога е и славата на манастирот, горнореканските села имале своји соби, како што се Врбенска соба, Нистровска соба, Беличка соба, каде селаните од спомнатите села доаѓале еден ден порано спроти празникот, собата ја постилале со папрат, врз него килими и така во манастирот ја минувале ноќта спроти денот. Чуден е спојот на убавината, на природата и неслучајно овој регион цел е национално богатство во 52 година. Уште почуден или поблизо е спојот на природното во националниот парк со творештвото на луѓето. И не случајно во Македонија или во денешната емисија која што ги зборувате, се неимарите од овој крај, од овој вилајет, се доминантни во она што значил црква, црковни вредности. Јас сум среќен што тие сите испитувања, односно истражувања, се сретнав со многу луѓе, со многу објекти кои што избогатуваат Македонија од она што значи и црковно богатство. Не е тоа за жал, него за времењата носи свое. Македонската православна црква го има првиот поглавар, господин Доситеј, од село Мавро. По близина на овој Божи храм била куќата на господин Доситеј, кој што е роден на 7 декември 1906 година. По кратко време, таткото на Доситеј Лазар, со сите 6-7 дечиња, овде го крст. И целото задоволство и она што значи почит кон црквата, кон македонскиот народ, го втемелува со денот на крштевањето на Доситеј. Колку верата била важна и за ова население во овој изолиран етнички предел, ни кажува и податокот дека речиси секоја куќа располагала со параклис, мал простор во кој се чувала иконата на светецот заштитник на семејството. Секој од горнореканските села имало селска слава. Поголемите села имале дури и по 2 слави, едната е селска и другата црковна, но во некои од селата селската и црковната слава се правеле во чест на еден ист светец. Така, во Врбен и во Жужње се славел Свети Никола Зимски, и како селска и како црковна слава, во Волковија и селска и црковна слава бил Свети Димитрија, односно Митровден, во Кичиница и како селска и како црковна слава се славел Свети Никола Летен, во Сенце и селска и црковна слава била Света Богородица Мала и Голема Богородица. Се наоѓаме значи во црковниот храм Свети Никола, кој во далечната 1950 година е потопен од Мавровското езеро заради изградба на хидросистемот Маврово. Овој храм, како што гледате, доста добро ги сочува
беше оставен на забот на времето, меѓутоа доста добро се сочувани зидините. Иако е вака оставена, може да се зачуваат барем овој дел што е останато, за со цел да може да се направи, да речем, како туристичка атракција, како што е во Охрид, посета на црковни објекти, така да може и тука, па дури и кога водата е повлечена, може, значи, населението како некогаш во времето да може да дојдат ете за прочка, за бадник, за ние да го на некој начин обележиме она што нашите предци мавровци го правеле некогаш кога била жива црквата и кога функционирала нормално. Еден од основните сегменти на материјалната култура, како дел од невербалните етнички символи, представува народната архитектура, сватена во поширока смисла на зборот. Тука се опфатени културната топографија на селото, историскиот развој на живеелиштето, типови на живеалишта, културна топографија на куќата, како и помошните стопански објекти. Исто така, народната носија како еден од невербалните етнички символи на еден народ или етничка група со сите своји составки представува исклучително важен елемент според кој би можело да се анализираат и други сегменти од културата, потеклото и распространувањето на етничките групи, но и поодделни појави, процеси и промени кај една популација, како и нивната взаемна врска. Како што претходно спомнавме, драги мои, етничкиот предел Горна река, како изразито лимфотрофен, се одликува со многу специфични појави и процеси, карактеристични како за пределот, така и за горнореканско население. Како што претходно спомнавме, драги мои, на овој изразито планински простор се наоѓаат наследните населени места: Беличица, Бибај, Богдело, Бродец, Волковија, Врбен, Врбјани, Грекај, Жужње, Кичиница, Кракорница, Нивишта, Нистрово, Ничпур, Ребница, Сенце, Тануше, како и раселените Реч, Стрезимир, Трница и Штировица. За сите овие населени места, за нивната историја, за нивното битнисување од памтивека до ден денешен, ќе дознаете повеќе во документарните емисии што ќе следуваат под наслов "Патуваме низ Горна река".